Пораки за мир, стабилност, просперитет, евроатлантска интеграција, да се зачува слободата и територијалниот интегритет. Украина е една од главните теми на самитот на НАТО што се одржува во Вашингтон. Генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг порача дека критичната одлука за проширувањето на НАТО по студената војна, како ретко која друга во модерната историја, ја променила Европа и го отвори патот за интеграција што ќе донесе безбедност низ целиот континент. Зборувајќи за Вашингтонскиот договор кој бил потпишан пред 75 години, укажа на важноста на документот на кој параф ставиле луѓе кои ги преживеале двете катастрофални светски војни, луѓе кои добро го знаеле ужасот и страдањето. И токму поради ова, нивните наследници не треба да заборават на страшната човечка цена на војната и затоа треба да бидат решени тоа никогаш да не се повтори. Прашањето беше дали сме подготвени да отвориме вратата. Некои стравуваа дека проширувањето ќе го разводни и ослабне НАТО и ќе ја провоцира Москва. Тоа не беше лесна одлука и требаше време, но на крајот застанавме во одбрана на правото на секој народ да си го избере својот пат и отворивме вратата на НАТО. Благодарение на Алијансата зачувани се мирот и слободата, што го прави НАТО најуспешниот, најсилниот и најдолготрајниот сојуз во историјата. Според Столтенберг, исходот од војната помеѓу Русија и Украина ќе ја обликува глобалната безбедност во наредните децении. Затоа вели времето за заложба за слобода и демократија е сега, а местото е Украина. Првиот човек на Соединетите Американски држави е убеден дека НАТО алијансата е помоќна од кога било, а војната ќе заврши со тоа што Украина ќе остане слободна и независна земја. Бајден објави донација на противвоздушна опрема за Украина. САД, Германија, Холандија, Романија и Италија ќе обезбедат на Украина опрема за 5 дополнителни системи за противвоздушна одбрана, а во наредните месеци САД и другите земји ќе обезбедат десетици други тактички противвоздушни системи и опрема за нив. Другите сојузници, вклучувајќи ги Канада, Норвешка, Шпанија и Обединетото кралство, ќе обезбедат голем број други системи за да ја помогнат на Украина да ја прошири својата покриеност. Владимир Путин не сака ништо помалку од целосно подчинување на Украина и да ја избрише Украина од картата. Војната ќе заврши со тоа што Украина ќе остане слободна и независна земја. Русија нема да победи, Украина ќе победи. Украина можеби ќе го запре Путин. Сега гледаме наназад со гордост на сето она што го постигнавме и со сила и со одлучност да ја гледаме нашата заедничка иднина. Денес НАТО е помоќен од Председателот на Украина Володимир Зеленски помина неколку месеци молејќи ги своите западни сојузници да го засилат снабдувањето за потребите на украинската противвоздушна одбрана. Се надеваме дека борбените авиони F-16 ќе стигнат ова лето, но колку? И да ги има 50, тоа не е ништо. Русија има 300. Ние се браниме, ни требаат околу 130 авиони. Додека немаме такви авиони, нема да можеме да им парираме на небото. Ќе биде тешко. Знаете, ние секогаш чекаме, како што мајка ми ме чекаше после училиште, а јас секогаш наоѓав причина зошто да одснам. Ова е исто, но многу посериозно. Од своето создавање на 4 април 1949 година, Трансатлантската алијанса порасна од првичните 12 на 32 земји членки. Сојузниците се согласни дека работејќи заедно можат да ја одржат безбедноста, само ако соработуваат во духот на заедничките вредности, на демократијата, индивидуалната слобода, човековите права и владењето на правото.